Реката Вардар извира од гостиварското село Вруток. Таа е најголема река во Република Македонија. Од големо значење е за сите, а особено за гостиварчани, кои од неа добиваат вода за пиење, како и за другите основни потреби. Неодамна во Гостивар се појави вирус, па се поставија прашања. Дали квалитетот на водата е причина за тоа? Ја истраживме оваа тема и побаравме одговори од јавната здравствена установа Гостивар. Квалитетот на водата е многу важен фактор кој влијае врз појавата на заболување кај луѓето. Според моите информации добиени од лица надлежни за овие работи, водата не беше фактор за масовно труење. Според моите анализи, капацитетот на прочистителната станица е многу мал за да може да се ослониме на неа дека пиеме квалитетна вода. И затоа би требало нашите градоначалници да се потрудат и да го решат проблемот со прочистителната станица во Гостивар. За да дознаеме нешто повеќе за квалитетот на питката вода и нејзиното прочистување, нашата екипа на млади репортери за заштита на животната средина се упати кон прочистителната станица во село Вруток. Но за жал, тамо ги затекнавме затворените врати на нефункционалната станица. За управувањето со водата и поставувањето санитарни услови за сите, се обративме на јавното предпријатие Водовод. Значи, ние во тој поглед планираме, односно се во тек активностите, за да направиме каптажа на два места, односно едно на местото викано Здуње и у селото Вруток, од тај што ќе биде бидејќи надморската висина е повисока и со тоа ќе ги обслужиме и повисоките места на градот со вода за снабдување, бидејќи знаеме природниот парк е повисок, така ќе успееме да ги снабдиме сите населени места, односно повисоките населени места во тој поглед. Ние во текот на следните месеци би требало да почне да функционира и филтер станицата во Гостивар. Канализационниот систем на општина Гостивар претежно се пуштат, односно се излеваат во реката Вардар, што еколошки не е добро додека најдеме други начини, односно да најдеме инвеститори кои ќе имат интерес да инвестираат во таа област. Прашавме и жител на приградска населба кој одамна има проблеми со снабдувањето со вода. Недостигот на вода, значи во нашата општина е навистина голем проблем со кој што се соочуваме, особено за време на летниот период, значи во големата жештина. Ние немаме доволно услови, значи како прво и основно да се одржиме нашата лична хигиена, потоа значи да ги одгледуваме нашите дворови, да ги средуваме нашите посеви и така натаму, што е голем проблем навистина. Засега од општината и од комуналното водоводно предпријатие на општина Гостивар не ни укажено никаква помош. Значи веќе неколку години имаме голем проблем со недостигот на вода и недостиг на чиста вода за пиење и до сега немаат преземено никакви мерки за санирање на тој проблем. Направивме анализа на квалитетот на производите кои ги јадеме од ова подрачје. Поттикнати од овој проблем, одговор побаравме од Подрачното земјоделско здружение и разговаравме со Ранкица Божиновска. За жал, сите гледаме дека Вардар е доста загатен. Најмногу од цврстиот отпад што го фрлаат несовесни граѓани, значи почнувајќи од Вруток, па Здуње надолу, па се особено овде кај Малотурчане, каде што веќе не постои корито на Вардар, тоа е страшно да се оди, значи жива депонија на пластичен отпад и кеси се. Понатака продолжува кон Чајле и Форино, Чегране и до тука ние имаме увид. Меѓутоа, има закон со кој што е регулирано дека до 25 метра од течението не смее значи да се употребуваат вештачки ѓубрива. Со сите површини во горни полог во Гостиварска општина и општина Врапчиште се под систем кои што се наведнуваат од реката Вардар. Ние, младите репортери за заштита на животната средина и нашиот ментор Ѓоко Атанасовски, утврдивме дека квалитетот на водата во Гостивар не е на задоволително ниво. Се надеваме дека со овој проект ќе ја подигнеме свеста кај сите граѓани и институции за тоа колку е важна реката Вардар и водата како неопходна компонента за сите аспекти од секојдневието. Затоа ги правиме и овие заложби. Гостивар во иднина да има чиста вода за пиење.